Патување со санката на Дедо Мраз. Мина денеска беше на плоштадот во градот, а таму имаше неколку дрвени кукички украсени со сијалички во боја. Покрај нив имаше големи накитени елки и дедомразовски санки полни со подароци. Мина се збуни. Колку многу дедомразовци! Помисли таа. Мама, дали ова е градот на дедомразовци? Праша таа. Молам, што рече Мина? Праша мама, зашто не можеше да ја слушне убаво што зборува поради гласната музика што доаѓаше од бината поставена на плоштадот. Мина повтори, но овој пат погласно и развлечено. Дали е ова градот на дедомразовците? Град на дедомразовците? Се насмеа мама, Па, може би. одговори таа. Што значи можеби? Да или не? Пак праша Мина. Сега и мама се збуни, а Мина чекаше одговор. Може би, кажуваме тогаш кога не сме сигурни дали нешто може или не може да биде. Или кога не знаеме дали нешто можеме или не можеме да го направиме. Се трудеше да објасни мама. Мина слушаше, ама некако не можеше целосно да разбере што кажува мама, па пак праша. Ако ова можеби е град на дедомразовците, тогаш кој од нив е главниот, вистинскиот дедомраз? Уф, Мина, многу тешки прашања ми поставуваш. Се пожали мама. А кого да прашам, ако не тебе? Се чудеше Мина. Па, прашај некој дедомраз. Се досети мама. На Мина и се допадна идејата, но се срамеше да праша. Мамо, а ти да прашаш за мене? А јас внимателно ке слушам. Ветуваше Мина. И така се упатија кон една од кукичките на Дедо Мраз. А Дедо Мраз вака им одговори. Сите ние сме помоштици на вистинскиот Дедо Мраз. Тука сме да ги слушнеме новогодишните желби на децата, да се фотографираме со нив и да си играме, затоа што Дедо Мраз има само една желба. И дедомраз има желби. Да, Одговори Дедо Мраз. ама само една. Сите деца на светот да бидат срекни. Јас можам да ми исполнам желбата на дедомраз. Рече горделиво Мина. Можеш? Се зачуди Дедо Мраз. Да, Одговори Мина. еве, нека започне со мене. И јас сум дете. Јас многу сакам да подготвувам подароци, исто како џуџињата на дедомраз. Но најмногу од се, сакам да патувам со санката на дедомраз. Да делам подароци, исто како во цртаните филмови. Затоа, нека ме земе и мене, и моите подароци. И заедно да ги направиме срекни сите деца на светот. Може? Може. Договорено. Одговори Дедо Мраз. Договорено! Се изненади Мина. Влези во мојата кукичка. Нацртај твојата новогодишна желба и силно верувај дека може да ти се исполни. Може. Може би да, може би не. Прошепоти Мина. Потоа, заедно ќе се фотографираме со мојата санка, а кога ќе се вратите дома, фотографијата со цртажот стави ги по твојата новогодишна елка. Тоа нека биде твоето писмо до Дедо Мраз. Мина влезе во кукичката. Долго црташе. Ја нацрта планетата Земја, санката на Дедо Мраз и таа во неа, и многу расврлани подароци околу нив. Сакаше да има за сите деца на светот. Кога заврши со цртањето, Мина се фотографираше со Дедо Мраз. Но на фотографијата очите ѝ беа затворени, а рацете полни со подароци. Таа веќе си замислуваше како дели подароци на децата од целиот свет. За миг, санката на плоштадот во мислите на Мина се претвори во волшебна, исто како на нејзиниот цртеж. А дали желбата на Мина вистински се исполни? Не знам, може би. Што мислите вие?